Блокот економија. Имаме гостинка во студиото, Благица Петрески, економист, основач на Институтот за економски истражувања и политики Finance Think, истражувач застапник за поефективни економски политики. Добро утро. Добро утро, добре најдов. Граѓаните ги интересира едно, македонците ги интересира едно, како ќе се одвива животот во Македонија на економски план. Дел од експертите сметаат дека ќе се соочиме со или ќе продолжи анемичниот раст, инфлација и низок животен стандард. Дали е ова во наводници црно сценарио или очекувано за годината што веќе почна? Така, несомнено е дека економскиот раст забави. Тоа можеме да го забележиме и со последните податоци за остварувања за третиот квартал, каде што имавме раст од само 1,2%. Според проекциите на Finance Think, очекуваме оваа година да ја завршиме со бруто домашен производ од 2,7%. И главно тоа се должи на забавувањето на трговската активност на нашите клучни трговски партнери. Така што се она што глобално кај нашите трговски партнери се одразува како забавување на нивниот раст, се пресликува во нашата домашна економија или истото се увезува затоа што кај нас имаме силна врска, особено помеѓу странските директни инвестиции и нивните матични економии. Меѓутоа, исто така, во еден дел може да имаме и неизвестности кои што доаѓаат заради политичките неизвестности и изборите кои што ни следат. Да, ќе зборуваме и за изборите. Високата инфлација во постковид периодот и економската и военно и енергетска криза во 2022 беше според мерните единици кои што можеме да ги сретнеме како податок скоро 20%, минатата година над 9%, што да се очекува во 2024. Трендот на намалување на инфлацијата продолжи. Во декември месец имавме 3,6% инфлација и доколку споредиме со пикот на инфлацијата која што беше околу 19% 2022 октомври месец, веќе забележуваме дека ова се бројки кои што упатуваат на стабилизација и очекувањата за оваа година се да имаме стапка на инфлација која што е нешто под 4%. Се уште во економскиот жаргон таа не е доволно ниска инфлација, меѓутоа се стапки на раст кои што се стабилни и забележуваме трендови на стабилизација. Меѓутоа, во која насока ќе имаме развој на настаните, зависи и од надворешните случувања, зависи и од домашните случувања. На надворешен план глобалните цени стивнаа и тие ризици кои што доаѓа од високи цени на влезни инпути се релативно стабилни. Меѓутоа, во последниот период забележуваме дека состојбата на Блискиот Исток, потоа ограничениот транспорт во Црвеното море, сето тоа предизвикуваат ризици кои што може да влијаат на инпутните цени. Во зависност од тоа како ќе се развиваат, може да бидат само локализирани на одреден тип на производи, меѓутоа исто така може да имаат и проширени ефекти, затоа останува да видиме како ќе се развиваат тие настани. На домашен план ние ги имаме се уште замрзнатите цени, каде што иако таа мерка беше непазарна, така, иако таа мерка е непазарна мерка, ги даде своите ефекти, ги забележуваме тоа во последните податоци, меѓутоа веќе треба да очекуваме дека таа мерка треба да заврши, затоа што е мерка со ограничен временски период на имплементација. Па од тука треба да видиме што ќе се случува и како пазарот ќе реагира после завршување на таа мерка, дали потенцијално понатаму треба да се продолжи со други механизми за справување со потенцијалните ризици. И вториот аспект кој што треба да видиме како ќе се развива е во која мера порастот на платите и усогласувањето на пензиите ќе предизвикува притисок врз инфлацијата. Владата најавува изголемување на инвестиции во оваа година веќе, не е следна, туку е оваа година. Економски раст од 3,4%, раст на потрошувачката на солидно ниво, велат информациите и закрепнување на надворешната побарувачка, тоа е она што доаѓа од раководните тела на оваа држава. Можно ли е тоа да се случи? Нашите проекции предходно, како што споменав, се раст од 2,7%, тоа е повисок во однос на она што го имаме годинава, меѓутоа тоа не е доволно.
во голема мера ќе биде движен овој раст од јавната потрошувачка, затоа што секогаш во година на избори јавната потрошувачка е многу повисока. Во еден дел ќе биде поттикната од патната инфраструктура и започнувањето на Бехтел и Енка и проектот и исто така за да забележиме дека во минатата година, па и во тековнава кај личната потрошувачка, немавме значајни назадувања. Во еден дел може да биде поттикнат и од надворешната побарувачка, затоа што нашите трговски партнери забележаа забавување на нивниот раст, меѓутоа не влегоа во рецесија, така што очекувањата се дека бруто домашниот производ за оваа година ќе биде околу 2,7%. Ги споменавме неколку пати изборите во претходните прашања, дали изборите ќе ги забават економските процеси. Кај нас во изборна година во Македонија најчесто употребувана фраза е чекајте по изборите. Во секоја сфера од животот е така. Доколку зборуваме од аспект на економските активности на приватниот сектор, не би очекувала драстични промени, затоа што бизнис секторот веќе ги има вкалкулирано изборите, затоа што се во редовна година ги има вкалкулирано изборите во своите активности. Може да во одредена мера да направи можеби некои одложување на инвестиции, главно заради одредени политички неизвестности. Меѓутоа, доколку зборуваме за економски реформи, да, затоа што забележете, уште тековната година ние главниот фокус на политики е фокусиран на што ќе се случува со изборите, што ќе се случува со уставните измени и во голема мера економските реформи се во втор план. Ние кои доаѓаме од овој сектор забележуваме дека дури консултативните процеси се изречени или не се во фокус. Ако, например, ги погледнете остварувањата кај некои клучни економски реформи, например, справувањето со сивата економија, стратегијата која што била од 2018 до 2022 година, значи стратегија дизајнирана од оваа влада, ќе забележите дека 6 од 10 активности не биле ни започнати, а не пак да зборуваме да се реализираат. Така што таков тип на примери има многу. Имаме кај државната помош примери каде што не се случиле соодветни реформи. И доколку очекуваме дека таков тип на реформи ќе се случат пред избор или во изборна година, тоа е илузорно. Значи, таквите и особено политички непопуларни реформи треба да ги очекуваме после изборите. Се најавуваат повисоки плати на вработените во јавната администрација, повисоки пензии согласно утврдено системско решение. Продуктивноста на општеството, од друга страна пак дел од економистите и стручњаците велат дека е опадната според одредени проценки, нели? Дали е тоа така и дали овие два момента сериозно ќе се пресметаат во колизија еден со друг? Видите дека продуктивноста на работната сила е опадната. Тоа не се проценки, тоа се фактички бројки. Што представува продуктивноста? Продуктивноста значи колку вие создавате нова вредност по единица вработен или по единица работен час. Ние забележуваме дека во јавниот сектор продуктивноста се намалила за 10% во изминатиот период, додека кај приватниот сектор пораснала 5 до 6%, што и тоа не е доволно. Меѓутоа, на долг рок, доколку ние сакаме да имаме повисоки плати, доколку ние сакаме да имаме подобар животен стандард, продуктивноста е единствен здрав начин на долг рок тоа да биде издржливо и ние да креираме повисока додадена вредност. Затоа што на краток рок може да изгледа возможно пораст на платите кои што се повисоки од продуктивноста. Меѓутоа, на среден, на долг рок ние ќе завршиме само со повисоки цени, но не и со повисока реална вредност која што вработените ќе ја земат. Затоа ние наместо фокусот да го ставиме на адхок зголемување на плати, вештачко зголемување и пораст на пензии, кој што во изминатиот период морам да признам дека не се случи, тоа беше порамнување само заради животниот стандард, ние мора повеќе да посветиме внимание на политиките кои ќе значат вградување на вештини во работниците. Потрошувачка кошничка е следното прашање. Очекуваме Симона Илиевска, нашата колешка, во секој момент на линк на оваа тема.
Расте во трошоци потрошувачката кошничка, многу сме сконцентрирани на просечната плата. Колку просекот е реалност во животот? Ја знаеме на Максима која што кружи по социјалните медиуми, јас јадам зелка, ти јадеш месо, заедно јадеме сарма, меѓутоа не е така. Колку просекот е битен? И колку е реален, колку е отсликување на реалната состојба? Потрошувачката кошница во услови на пораст на цените беше очекувано дека ќе расте и тоа го забележавме во изминатиот период. Меѓутоа исто така забележавме дека порастот на цените и порастот на потрошувачката кошница се одрази различно на различни категории на граѓани. Па така ранливите категории на граѓани, тука ги вклучувам и децата, особено повеќе детните семејства, беа повеќе изложени на овој раст на цени. Зошто? Затоа што во нивната вкупна потрошувачка кошница учеството во прехранбени производи, учеството во енергенси учествува повеќе отколку останатите семејства. Меѓутоа, доколку од друга страна забележиме што се случуваше со усогласувањето на платите, усогласувањето на пензиите, ќе забележиме дека во еден дел функционираат тие автоматски стабилизатори. Тоа се усогласувањето на пензиите, каде што по формула треба да води сметка за порастот на животните трошоци, усогласувањето на социјалната помош и тој слој од граѓаните, животниот стандард не им беше загрозен или не им беше до таа мера оштетен заради порастот на цените, а забележавме дека во изминатата година имавме серија на раст на плати во јавната администрација, меѓутоа исто така во значаен дел од приватниот сектор. Така што оштетувањето не беше во целост колку што беше порастот на цените. Вториот аспект е да погледнеме каква е структурата на плати, односно колку платите пораснале. Стигнавме до просечна плата од 39.000 денари, според некои податоци покажува дека претходно платата, медијалната плата нас не била 20.000 денари, што значи дека 3/4 од вработените земале плата под просекот. Токму она што и вие го споменувате. Меѓутоа во изминатиот период ние имавме и поместување и во тој дел, така што сега поголем е бројот на луѓе кои што успеваат да заработуваат повисоки плати. Да се разбереме, на долг рок проблемот кај нас не е растот колкав ќе биде на платите, каков ќе биде и што ќе се случува со минималната плата. Тоа е битно. Меѓутоа проблемот кај нас е што се уште голем дел од луѓето работат во нископлатежните работни места. Земјоделство, трговија, градежен сектор и дел од индустрија каде што има ниска моќ да плати повисоки плати. Ние на долг рок мора да се фокусираме на занимања кои што ќе им овозможат на луѓето да заработуваат повеќе, да не биде борбата за минималната плата. Јавниот долг и каматите кој надворешниот фактор. Сега како тие влијаат врз нашата економија? Да, јавниот долг во изминатите неколку години значајно се зголеми, затоа што со COVID-19 кризата ние бевме доведени пред ситуација дали ќе ги изголемиме јавните расходи и ќе ги спасуваме работните места и животниот стандард на најранливите граѓани или едноставно нема да трошиме, меѓутоа и ќе изгубиме работни места и ќе имаме значајни негативни последици по ранлива категорија на граѓани. Нашата економија и владата го избра чекорот за спасување на работни места, исто како и многу низа на влади, и од тој аспект тој пораст на јавниот долг беше оправдан, беше во право време. Меѓутоа, исто така, ние, ако анализираме подлабински, ќе треба да видиме дека не секогаш јавниот долг се искористува само за развојни цели или само за спасување на кризи. Во голема мера ние средствата кои што ги позајмуваме ги користиме на нерационален начин. Ние се уште имаме на расходната страна ставки каде што може да претрпат посериозна измена, се со цел да имаме поголеми заштеди кои што ќе значат помали расходи во иднина, помали за позајмувања и помал јавен долг. Такви се, например, дел од ставките за стоки и услуги, потоа дел од ставките за државна помош која што се уште не е значајно реформирана, но и внимавање во предизборни услови да немаме адхок зголемување на пензии, адхок зголемување на плати, во кои што исто така се непродуктивни.
Во голема мера ние имавме консолидација на ваквите однесувања во последниот период, тука и заради присуството на Меѓународниот монетарен фонд, заради заемот кој што го имаме. Меѓутоа, постои простор да консолидацијата и понатаму продолжи. И на приходната страна, доколку погледнеме, претходно споменав сивата економија. Сивата економија, доколку се справиме со сивата економија, на годишно ниво би ни дошле дополнителни 600 до 700 милиони евра приходи, што е износ на една обврзница. Така што потребна е можеби на моменти поголема политичка волја и за справување со овие теми. Од аспект на каматните стапки пак, во изминатиот период тоа не е нешто на кое што ние може да имаме контрола. Каматните стапки на глобалниот пазар порасна како резултат на инфлацијата и ние од една страна ќе имаме повисоки каматни стапки заради затегнатите услови на пазарите и секако во еден дел заради повисокиот јавен долг. Во земја како нашата, односно се коригирам, земјата е прекрасна, има неограничени ресурси и можности. Во економска констелација како нашата, во општествено уредување како нашето, Народната банка на Македонија зголема основната каматна стапка, растат каматните стапки на банките, што има сериозно влијание врз економијата и воедно врз животниот стандард на граѓаните. Македонците реално живеат на кредит. Што ќе се случува во 2024? Да, порастот на инфлацијата беше шок за економијата и Народната банка мораше да делува преку пораст на каматната стапка. Согласно последните трендови на стабилизација на инфлацијата, забележуваме дека во последните 2-3 месеци немаме пораст на референтната каматна стапка. Јас очекувам дека доколку состојбата остане на ова ниво, очекувам дека не треба да очекуваме раст на референтната каматна стапка во предстојниот период. Може би доколку ситуацијата се релаксира или продолжи во втората половина на годината, може и да очекуваме намалување на каматните стапки. Меѓутоа, сепак сметам дека за такви чекори е прерано и сепак имаме ризици кои што треба будно да ги следиме и не треба да имаме пребрзо олабавување на монетарната политика.